Здраво на сите и добро дојдовте во новата епизода на подкаст серијалот Гласот на младите херои од Куманово. Овој подкаст е дел од проектот Гласот на младите херои од Куманово, кој има за цел да им даде простор на луѓето кои преку својата работа, професија или личен ангажман придонесуваат за развојот на младите и културата во Куманово. Денес со нас е Игор Трајковски од Куманово, дипломиран актер, вработен во сектор за култура при општина Куманово. Со него ќе разговараме на неговиот професионален пат, работата во културниот сектор, поддршката на младите, но и за личните дилеми помеѓу уметноста и институционалната работа. А за почеток би сакал накратко да ни се представите кој е Игор Трајковски, како изгледаше вашиот пат до дипломираниот актер и што ве доведе до работата во секторот за култура? Прво, благодарам што ме викнавте. Јас сум Игор Трајковски, дипломиран актер на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Како дојдов до таму? Така што бев немирно дете и секогаш сакав да се истакнувам, да бидам прв, на прво место, и кога дојде време за факултети, јас го избрав малку потешкиот пат, а тоа е Факултетот за драмски уметности, каде што од 600 влегуваат само 10 луѓе. Тоа е одлична работа и се гордееме со вас како кумановци, да. Благодарам. Но сепак кој момент од вашето образование или професионален развој сметате дека бил пресуден во насоката во која сте денес? Насоката во која сум денес во секторот за култура? Не, во вашето образование, да. Во моето образование вака, Што беше пресудно, мислам, како Јас сум љубител на фантазијата, јас сум љубител на филмовите, на представите, јас сум љубител на оперите, јас сакам се и сакам да учествувам во нив. Така да прв пат кога имав уште 7-8 години, јас бев во театар со постарите актери и пробував да глумам тие што глумат, ги имитирав, ги следев, ги гледав како влегуваат тие во своите улоги, така да кажам, стана како и заразно. Да. А во моментот сте вработен во секторот за култура при општина Куманово, што опфаќа секојдневната работа и која е улогата на овој сектор за градот? Оти знаеме дека се преку тој сектор се реализираат различни проекти од сферата на културата, да. Јасно, да. Во овој сектор, во секторот за култура и спорт се реализираат културни манифестации и спортски манифестации. Културни манифестации се оние манифестации кои ги гледаме на плоштадот во Куманово, кои се во Занеческиот дом, така да се што е поврзано со култура во Куманово, позади него е поддржано од општината на градот Куманово, а тоа е секторот за култура. Оделението. Извинете, ова се надоврзува и на следното прашање, да не ги повторуваме. Значи, на кој начин секторот им помага на младите на Куманово при реализација на проектите од културата, значи, или на младите лица кои што се занимаваат со проекти од оваа сфера? Им помагаме на тој начин што им даваме шанса да се покажат што подобро, за да отворат здруженија, да аплицираат на јавните повици, да добијат пари и да се трудат да направат што подобар проект, затоа што следната година ќе бидат наградени со повеќе буџет кој што можат да го искористат. Ги повикувам сега младите да не бидат обесхрабрени, туку наспротив да гледаат што повеќе да грабаат, како јас што знаев на 13 години со моето друштво да отвориме аматерски театар, може и сега се има услови за тоа, за да се остварат целите на младите од наша страна, кажувам пак, само буџетот. Така. Со какви предизвици најчесто се сочуваат младите кога сакат да реализираат идеја или проект и кои се институциите кои што
можат повеќе да помогнат, затоа што и вие сте биле како млади активисти, па и Да. ги знаете како од другата страна младите си ги имат своите маки до реализација на нивните проекти. Јасно, јасно. Има тука кочници, има сепак тоа мора да се помине, се мора да се знае за секој документ што е потребен за аплицирање. Еден документ да фали не може да се аплицира. Мора младите поактивно да се вклучат во пронаоѓање на сето тоа што сакаат самите да го остварат. Например, имавме пред 3 години еден проект кој што мој другар сакаше да го направи. Доби минимален буџет. Оваа година е еден од најуспешните проекти за Кумановско лето. Така да. Вие сте дипломиран актер, но моментално не работите значи активно како актер. Зошто дојде до ова одлука? Вака, јас и театарот се Да, уште... и да се надоврземе и со наредното прашање исто. Дали ви не достига уметноста? Дали се уште дел од вашиот живот? Можеби на поинаков начин, да. Јас и театарот се уште си немаме кажано збогум. Јас работам во секторот за култура, но од време на време знам да отидам до театар и да видам што се случува, да се видам со моите колеги, да видам што прават, дали има некое место за мене или не. Така. И така. Да. Дали сметате дека институционалната работа може да биде форма значи како ангажман во сферата на културата, исто толку значење како и сценска уметност, што е под знак прашање, затоа што вие сценската уметност повише си ја сакате како професија, да. Да, но сепак и од двете страни треба да се допре до народот. Така е, да. Да се допре до публиката или обратно, до некој друг да допреш, ако не до публиката. Така да тука има и сличности и различности, така да мислам дека јас за мене јас повеќе си ја сакам уметноста. Така се подразбира. Како вие лично ја гледате состојбата на младите? Дали се во добра насока и има ли сериозни причини за загриженост, гледајќи ги состојбите, како е организирано, значи младината во Куманово? Во последните години не толку, затоа што гледам дека знаат да се организираат, храбри се, мудри се, интелигентни се, паметни се, знаат како да се соберат, знаат како да направат настан, знаат како да направат организација, знаат како да ве воодушеват со ништо, така да добиваат нешто наспроти тоа. Да. Што според вас најмногу им недостасува на младите од Куманово, кога станува збор од сферата, значи на културата, активизмот и само организирање? Мислам дека ништо не им недостасува, туку само мислам дека им недостасува, што им недостасува, не знам, мислам дека ќе се обидеме и со наредното прашање, пример дали младинските организации во градот имат доволно поддршка и што би требало да се промени? Тука може да зборуваме за да тие бидат поефикасни, да. Јасно. Затоа што гледаме краткотрајни проекти, не гледаме некој подолгорочен проект, некоја поголема измена. Пример, ние се соочуваме со проблем при организација на подкастите. Младите некако бегат, значи од се незаинтересираност, да. Или добро, може повеќе треба да излезат од дома и да направат нешто, а не само да зборуваат дека ќе го направат тоа, туку да излезат и да го направат тоа. Така. И на крај доаѓаме до клучната порака. Која е вашата лична порака до младите од Куманово кои сакат да бидат активни, креативни и општествено ангажирани, но честопати се чувствуваат обесрабрени, да? Би им кажал да не слушаат никого околу нив со негативни коментари, да се слушаат само себе си, да се сакаат само себе си, да ги сакаат нормално и другите околу нив, но сакам да кажам едноставно
за некои работи треба да бидете себични за да го постигнете она што го сакате. Само напред за сите млади, немој да се затворате во 4 зида, учествувајте во проекти, верувајте, подоцна ќе се исплати во животот. Така е. Игор, ви благодарам за искрениот разговор и за времето Благодарам и на вас. што го одвоите за ова епизода. Почитувани слушатели, го следевте подкастот Гласот на младите херои од Куманово. Проектот има за цел да ги слушне и пренесе гласовите на оние што ја градат иднината на нашиот град. Следете не и понатаму за нови епизоди и инспиративни разговори. До следното слушање, пријатно.